Добар ден. Петочно издание на маратонското отворено студио 1, како и секогаш, исполнето со многу богати содржини кои се надеваме дека ќе го задржат вашето внимание во текот на целиот ден. А освен нели еден опуштен петочки ден денеска и 8 март, Јана, среќен 8 март. Благодарам, да, секако честитки еве и од нас и од целата екипа на Еден ТВ до сите припаднички на понежниот пол, ако може така да се каже. Иако да, нели има активисти кои што нема да се сложат за тоа, секако по повод 8 март ќе разговараме овде во студиото и токму во овој прв блок со господинот Џабир Дерала од Цивил. Малце ќе позборуваме за оние поделени мислења дали 8 март е денот на жената, основно или секој ден е денот на жената, иако сите ќе се согласиме дека секој ден би требало да биде денот на жената. Но одиме со ред. Во овој прв дел од 14 часот ќе ги слушнеме колегите Игор Стефановски, кој што е пред судот, и колешката Кристина Атовска, која што е пред истражниот затвор Шутка. Таму имаме екипа по повод последните случувања во судот и оние доделувања на неколку годишни казни затвор. Меѓутоа, да не образложувам сега, Игор е овде да ги долови сите детали околу тоа. И гостин, како што реков овде во студиото, ќе биде господинот Џабир Дерала. Потоа следуваат вестите околу 14:30 часот, нели секако, и 15:20 се враќаме овде во студиото со Јана. Ќе разговараме со Аријанит Хоџа од Еко Герила и доктор Ненад Коцич од еколошкото здружение Вила Зора, а повод за тоа е почвата во Тетовско, која што според информациите има арсен 2,5 пати над дозволеното, меѓутоа исто така детално ќе разговараме со нив на оваа тема. И околу 15:40 овде во студиото ќе биде колегата Дејан Андоновиќ, со кого ќе разговараме за случувањата во светот. Со Јана се враќаме некаде околу 17 часот, а овде повторно ќе работиме оваа тема со екологијата и животната средина. Гостини се доцент доктор Јасмина Петреска Станоева, професор доктор Јане Богданов и доктор Катерина Бачева Андоновска. Ке зборуваме за што велат податоците за загадениот воздух, кои се најголемите загадувачи, како сето тоа да се превенира. Малце поопширно ќе се занимаваме со оваа тема, иако редовно ја третираме овде во отвореното студио. А по забавниот дел, кој што ви е добро познат, прво Вучич и неговиот автобус, па потоа ексклузив и Сергеј Варошлија, ке следи Јадранка Костова како домакин на ова студио. Неизин прв гостин во 19:25 часот е Миша Поповик. Темата на која што ќе разговараат е кој управува со јавните предпријатија. Гостин во Дневникот адвокатот Јанаки Митровски на тема за законот за јавно обвинителство и понатамошната употреба на бомбите во процесите кои што ги води СЈО, а од 21 часот Спорт 1 емисијата со тренерите на кошаркарските клубови работнички и МЗТ Скопје, она вечно дерби ќе го разговараат овде, и во отвореното студио 22 часот на Јадранка Костова гостин е Мирослав Шиповиќ, поранешен председател на општина Центар и дел од оние теми кои што станаа отворени при притворот на Шиповиќ по ослободувањето, така да и овде детално ќе се разговара, се до вестите во 22:35 часот, кога после вестите го затвораме ова маратонско отворено студио. Така, а сега да не должиме многу, она главна информација можеби пред малку што одекна за одредувањето на неколку затворски казни за случајот Титаник 2. Тамо, односно, како што споменавме, пред кривичниот суд го имаме нашиот дежурен судски известувач, колегата Игор Стефановски. Игор, во Дневникот, во наредното вклучување во вестите, ги соопшти најновите моменти во однос на изрекувањето на пресудите. За Мјалков беше осуден нели на 3 години затвор, меѓутоа Фатиме Фетаи бара притвор како и за Мјалков, така и за Ибраими, откако ги слушнаа фактички пресудите. Но што е сега моментално најново тамо, дали судиите донесоа некакви одлуки?
Јана се уште очекува и јавноста одлука на судечкиот судија, односно на судечкиот совет во предметот Титаник 2, дали обвинетите, односно осудени со првостепена пресуда Бедредин Ибрими како поранешен член на Државната изборна комисија и Сашо Мјалков како поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање од суд ќе бидат упатени во шутка. Ваквата одлука се уште ја носи советот во Скопска единица кој постапуваше по предметот Титаник 2 изминатата година за време на судските процеси. На висока затворска казна денеска доби Бедредин Ибрими од 4,5 години. Тој заедно со Владко Сајковски, Сашо Срцев, Анета Стефановска и Мендух Тачи се обвинети, односно осудени за злоупотреба на службена положба и овластување, додека за Сашо Мјалков кривичното дело гласи примање награда за противзаконско влијание, бидејќи во обвинението е наведено дека Мјалков во разговор со лидерот на ДП Мендух Тачи го поттикнале Бедредин Ибрими да ги усвои, да гласа за усвојување на приговорите во Државната изборна комисија за пригласување на локалните избори во Струмица во 2013 година. Мјалков доби затворска казна од 3 години, а со толку затвор добија и екс-членовите на Деканета Стефановска и Сашо Срцев, Владко Сајковски 3 години и 3 месеци затвор, додека лидерот на ДП Тачи 3 години и 2 месеци. Тачи не беше присутен на изрекувањето на пресудата, а тој е и пратеник. За него обвинителката Фатиме Фетај побара поблага мерка за предпазливост, времено јавување во државни органи, односно во судот, за да се елиминира опасноста од бегство, доколку, како што потенцираше таа, не се јавува редовно, веднаш ке побараат построга мерка. Блага мерка исто како на Тачи, Фетај побара и за обвинетите Владко Сајковски, Сашо Срцев и за Анета Стефановска. А каква беше реакцијата на шестемина обвинети, а сега осудени со првостепена пресуда, да погледнеме од материјалот. Не молам сите да стане. Во името на граѓаните на Република Северна Македонија, судот ги ценејќи ги сите олеснителни и отежнителни околности за сите обвинети, ја донесе јавно и ја објави следната, согласно членовите 33, 34, 35, 39, 40, 41 од Кривичниот закон и донесе следната пресуда. Обвинетиот Мендух Тачи, обвинет за кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, согласно член 353, став 5 во врска со став 1, во врска со член 23 од Кривичниот закон, е виновен, па судот го осудува на казна затвор во трајање од 3 години и 2 месеци. Обвинетиот Бедредин Ибрими, обвинет за кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, согласно член 353, став 5, во врска со став 1, во врска со член 22 од Кривичниот законник, е виновен, па судот го осудува на казна затвор во трајање од 4 години и 6 месеци. Обвинетиот Владко Сајковски, обвинет за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, согласно член 353 став 5 во врска со став 1, во врска со член 22 од Кривичниот законник, е виновен, па судот го осудува на казна затвор во трајање од 3 години. Обвинетиот Сашо Срцев, обвинет за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, согласно член 353 став 5 во врска со став 1, во врска со член 22 од Кривичниот закон, е виновен, па судот го осудува на казна затвор во трајање од 3 години. Обвинетата Анета Стефановска, обвинета за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, согласно член 353 став 5 во врска со став 1, во врска со член 22 од Кривичниот законник, е виновна, па судот ја осудува на казна затвор во трајање од 3 години.
Обвинетиот Сашо Мијалков, обвинет за кривично дело примање награда за противзаконито влијание од член 359 став 5 во врска со ставот 4 од кривичниот законник е виновен, па судот го осудува на казна затвор во трајање на 3 години. Обвинетите се задолжуваат солидарно да надоместат причинетата материјална штета, како и да ги надоместат трошоците на кривичната постапка. Дали Мјалков и Ибраими затворската казна ќе дочекаат во притворско оделение се зависи од тоа дали советот кој што судеше на предметот за Титаник 2 за изборните нерегуларности во Струмица за локалните избори во 2013 година ќе го одобри барањето на обвинителството за притвор за Мјалков и Ибраими. Оваа одлука е во исчекување во самата судска сала на Кривичниот суд. Јана? Така е, Игор Стефановски со најновите информации пред Кривичниот суд. Секако за некое време ќе следуваат и вестите на 1 ТВ. Повторно очекуваме твое вклучување доколку биде донесена и оваа одлука. За сега ти благодариме за исцрпниот извештај. А со оглед на тоа што Игор ја чека одлуката пред суд, наша екипа е пред истражниот затвор Шутка, меѓутоа ќе ја вклучиме нешто покасно, дали во вестите, дали во студиото, сразмерно со тоа како се одвиваат настаните. Рековме, колешката Кристина Атовска е пред истражниот затвор Шутка. Се уште нема никаква раздвиженост таму, но ќе ги вклучиме кога ќе има некакви најнови одлуки по повод барањата на Фатиме Фетај за притвор на Мијалков и Бедредин Ибраими. Да, а сега одиме малку повеќе акцент, односно фокусот да оставиме меѓународниот ден на жената. 8 март, она што претходно го најавивме. Гостин ќе биде првиот човек на Цивил, Џабир Дерала, во однос на една интересна иницијатива која што уште вчера ја покрена неговата невладина организација. И главното прашање ќе биде дали треба 8 март да биде неработен ден за жените како што бараат од Цивил, но како едно интро вовед пред овој разговор ќе погледнеме изјави од денешниот протестен 8-мартовски марш кој го следеше колешката Искра Опечевска, па потоа се враќаме назад во студиото. Факт е дека не се работи системски и институционално кон напредување на родовата еднаквост. Значи, дел од политичарите се залагаат за родова еднаквост, дел пак нема политичка волја. Би ја издвоила Истанбулската конвенција, подпишувањето како добар пример, но жалам дека дел од законите, како например законот за прекин за бременоста, законот за дискриминација и социјална заштита, се уште не се донесени. Овој 8 март ништо не е сменето. Дали до следниот 8 март жените ќе ги остварат своите репродуктивни права непречено? Дали ќе престане незаконската наплата од страна на матичните гинеколози? Дали ќе се стави крај на малолетничките бракови? И дали конечно ќе се зголеми бројот на вработени ромки? Повикуваме државата веднаш да превземе конкретни мерки, да стави крај на малолетничките бракови, на незаконската наплата од страна на матичните гинеколози. Ние сме свесни за сите проблеми со кои што жените се соочуваат при посета на матичните гинеколози, како пристапот, квалитетот, спроведувањето на превентивните програми. Минатата година навистина посветивме многу време во анализа на апсолутно сите сегменти од здравствениот систем, примарно, секундарно, терцијарно ниво. Знаете, еве денеска баш имавме настан за потенцирани некои резултати кои што ги постигнавме во намалување на новороденечката смртност. Меѓутоа, соочени со предизвици и проблеми на повеќе ниво, негде мораше да почнеме. Жените се невидливи потпори во руралните средини, но за жал, ние се соочуваме со голем број на предизвици и проблеми. Ние и понатаму сме невидливи за институциите и локалните власти. Се соочуваме со проблеми со невработеноста. Влегуваме во категорија на семејни неплатени работници, и покрај тоа што по цел ден работиме дома, на нивата, на фармата. Родовата дискриминација, нееднаквата распределба на ресурси,
доминацијата на традиционалните норми и неостварувањето право на собственост на земјоделски имот. Со граѓанските организации сме во постојана комуникација, заедно работевме на сите закони кои што денеска се во собранието. Очекувам многу скоро пратениците да ги изгласаат сите реформски закони кои што се однесуваат на унапредување на правата на граѓаните, вклучително социјалните права, правата од недискриминација, правата од детска заштита и целото тоа ќе даде поинаков стандард и квалитет на живењето во нашата држава. Да, еве сме назад во студиото, како што најавивме, господинот Џабир Дерала, првиот човек на Цивил. Наш гостин Дерала ќе отвориме и во најавата. Кажавме, поводот за твоето гостување е една интересна иницијатива која што вчера уште ја предложивте во однос на тоа дека сметат дека 8 март треба да биде неработен ден за сите жени. Па, ајде, кој е поводот всушност за презентирањето на една ваква иницијатива? И иако како потпрашање, односно некаква констатација, генерално од оние реакции можеби што ги имаше во јавноста, дел од припадничките на понежниот пол, така да ги наречам, не се согласие, не би се согласиле да имаат слободен, односно неработен ден. Добро, се разбира, ако гледаме на тие коментари, тие се целосно во право. Но ако погледнеме на 8 март како еден датум кој одбележува една жестока битка, почеток на една жестока битка во која животот го изгубија текстилните работнички кои први се дрзнаа пред 110 години да го побараат своето право, да бидат еднакво третирани во трудот, еднакво третирани како човечки битија. Мислам дека тој датум треба да биде одбележан на повеќе различни начини. Еден од начините на кои може да се одбележи е воопшто да биде неработен ден. Но еве да почнеме како неработен ден за жените да биде прогласен. Просто од причина што гледаме и во светот такви искуства. Например, Берлин, како локална самоуправа, го прогласи денот 8 март неработен ден за жените. И таму не се работи на 8 март. Денеска не се работи во Берлин. Оваа одлука донесена во Берлин? Мислам дека е пред 1,5 година, или можеби 2 години веќе има, кога е започната таа иницијатива. Кога точно е прогласен, не можам да кажам, мислам дека е некаде околу 2 години. Но исто така направив една паралела пред малку во вашата шминкерница, која се однесува токму на овие коментари. И поздрав до колешката во таа смисла. Знаете, имате многу датуми односно денови во годината кои се верски, така? И за некој христијански верски празник не работат христијаните, за некои не работат муслиманите. И ова е повеќе одговор на дека треба секој ден да биде ден на правата на жената. Токму така, ама по таа аналогија, значи оние што не работат на муслимански или на христијански празник се само тој ден муслимани или христијани, а после тоа не се. Ми се чини и тоа нагласување на правата на жената, односно дека 8 март не треба да биде само денот на жената, се сваќа како еден вид подценување. Добро, во таа смисла и 9 мај како ден на победата над фашизмот би можело така да се толкува. Значи зборуваме за одбележување, зборуваме за датум на кој и институциите и граѓанското општество и низа други засегнати страни во едно општество би можеле да го искористат тој ден за да зајакнат јавната свест, за да можат да го одбележат тоа за кое зборуваме. Значи, зборуваме за правата на жената, односно за родовата еднаквост, односно за човековите права. Како, еве, според вашите информации на вашата невладина организација стоиме, какви се бројките во однос, имате ли можеби некои истражувања и податоци во однос на правичната застапеност? Меѓутоа, слушнавме дел и од изјавите на денешниот 8-мартовски марш, односно протест, дека сметаат дека се уште нема доволно доследно почитување и унапредување на правата. За жал не успеав
сакав да стигнам и на маршот поради обврски, а ми беше во дневниот распоред, затоа и не знам точно што е прочитано, но ако се повторам се извинувам. Меѓутоа е поразително тоа што ние бевме во еден многу долг период под еден режим кој ја третираше жената како репродуктивно битие и толку. Меѓутоа, за жал, ни 2 години по падот на тој режим ние не гледаме многу промени. Така што од 25 министерски места имаме само 4 министерски места кои се на жените. Од 81 градоначалник, односно градоначалничка, имаме само 6 жени кои го водат ресорот во градоначалник или градоначалничка во целата земја. Од 81, 6, тоа е навистина многу мала бројка. Ние се уште не успеваме да видиме парламент кој е 50-50 мажи и жени, бидејќи според нас, ова е инаку наша заложба од самото формирање, од 99-та година кога сме формирани како организација, ние бараме 50% најмалку застапеност на жената во сите структури и на институциите, на сите раководни места и така натаму. Ако погледнете во институциите на системот, на локално и на национално ниво, исто така таа застапеноста на жените на раководни функции е едноцифрена бројка. Процентот е едноцифрена бројка, зависи од тоа како гледате на локално, на централно, на агенции, јавни предпријатија и така натаму, меѓу 5 и 7% може да се движи таа бројка. Значи, потребно е уште работа во овој Тоа е една страшна ситуација во која вие имате едно маскулинистичко друштво, едно маскулинистичко општество во кое вие не можете да очекувате правата на жената на вистина да се искачат на некое ниво. Дерала, јас тука ќе ве прекинам со оглед на денеска што врие денот во однос на информации, знаете, и пред кривичниот суд. Нека е со среќа. Во однос на сите пресуди, најновите случувања треба повторно да го имаме на линк во живо. Побарал вклучување колегата Игор Стефановски. Чинам имам нови моменти во однос на одлуките на судечкиот совет. Доколку веќе го гледаме, Игор повели да не должиме ние многу. Што е најново таму? Судот одреди притвор за Сашо Мјалков и Бедредин Ибраими и тие ќе бидат пренесени во Скопскиот истражен затвор во Шутка. Првичното соопштение, односно првичното образложение на судот е дека одреден период тие мораат да го поминат притворот во Скопскиот истражен затвор во Шуто Оризари за подоцна да можат да поднесат и барање за притворот да го поминат во друго притворско оделение низ Македонија. Ова предмалку го кажа судечкиот судија за предметот Титаник 2 Огнен Ставров во судскиот процес, односно откако веќе ја објави пресудата за изборните нерегуларности во 2013 година за општината Старумица. Сашо Мјалков доби затворска казна од 3 години, а највисоката ја доби поранишниот член на ДИК Бедредин Ибраими од 4,5 години. 3 години и 2 месеци доби Мендух Тачи, но за него има само мерки за предпазливост кој ги побара специјалното јавно обвинителство. Тој паралелно и пратеник, обвинителката Фетај потенцираше дека доколку не ги почитува мерките, веднаш ќе ја бара најстрогата мерка, односно притвор. Таков идентичен случај имаат и осудените со првостепена пресуда Нета Стефановска, Сашо Срцев и Владко Сајковски. Судскиот процес се завршен. Пресудите не се веднаш извршливи, односно затворските казни имаат право на жалба до второстепениот, односно апелацискиот суд за подоцна апелација да пресече дали се правосилни овие затворски казни од 3 години на Сашо Мјалков, 4,5 години на Бедредин Ибраими, 3 години и 2 месеци на Мендух Тачи и по 3 години на Владко Сајковски, Нета Стефановска и Сашо Срцев. Јана?
Така е, Игор, ти благодариме и за овие најнови информации во живо и ексклузивно можевме да ги слушнеме од тебе веднаш по донесувањето на пресудата на судичкиот совет. Образложи се како понатаму ќе тече оваа постапка. Уште еднаш да напоменеме дека колешката Кристина Атовска се наоѓа пред истражниот затвор во Шутка и во интерес на нашето време, најверојатно за кратко во вестите ќе има нејзино вклучување, а ние полека треба да го завршуваме овој разговор, така што чало да уште правиме сега. За крај, бидејќи самиот споменавте, нели, текстилните работнички се оние кои што ја кренаа таа револуција, нели иронија во 21 век, барем во Македонија, токму тие пак да се соочуваат со најголемата дискриминација во однос на вредноста на нивниот труд и слично. Жените во Република Северна Македонија се крајно дискриминирани, особено во доменот на пазарот на трудот. Тие во текстилната индустрија доживуваат секојдневна трагедија, на вистина, што се однесува до човековите права. А етко се одважуваат да зборуваат јавно. И воопшто гледано, жените се тие кои одат на интервју за работа, читав еден прекрасен текст што ми го испрати една колешка неодамна, кои на интервју за работа одговараат прашања кои најмалку се однесуваат на нивните квалификации и на работната задача за која аплицираат. Тие одговараат на прашања кои се забранети со сите стандарди и со законот. Меѓутоа, за да дојдат до работа, мораат да ги одговорат тие прашања и потоа да се однесуваат соодветно на таа машки конципирана работа. Имаме ситуации во кои жени кои ќе забременат ја губат својата работа. Да. Тоа е навистина неприфатливо и мора да се промени час поскоро, денеска. Да, господине Дерала, ви благодариме што одвоивте време, да, друга Дерала, ви благодариме што одвоивте време за гостувањето во Студио 1. Ние овде ќе се одјавиме, а за многу кратко ќе следуваат вестите, а во нив ќе ги слушнете повторно најновите информации околу овој случај Титаник 2 и секако колешката Кристина Атовска од предистражниот затвор Шутка. Останете со 1 ТВ.